СДСМ се пофали. Најголемата статистичка операција била успешно спроведена согласно законите. Владеачката партија тврди дека биле попишани 99% од луѓето, иако 7,2% се заведени само административно и технички и не се изјасниле за својата припадност. Успешно спроведен попис после 20 години, за прв пат комбиниран попис, кој што се спроведе во ек на пандемија, со сите заштитни протоколи и исклучително успешен. Кога 99% ќе бидат попишани, тоа е резултат со кој што не може да се пофалат ни многу развиени европски држави. Од друга страна и дел од коалицијските партии на СДСМ го оспорија пописот. Партијата на Павле Трајанов Демократски сојуз оцени дека бројките не се одраз на фактичката состојба. Во дијаспората проценките се дека само околу 10% од македонците се попишани, додека во Македонија од резидентното население, претежно македонци, над 130.000 не се попишани. Овие бројки го наметнуваат заклучокот дека пописот е неуспешен и за тоа треба да се бараат причините и одговорноста. Од друга страна, лидерот на ДУИ Али Ахмети на својот Facebook профил објави дека по 20 години Македонија имала појасна слика за населението. Македонија по 20 години има појасна слика во однос на вкупното население и процентот на заедниците во државата. Албанците се 29,5% од вкупното население и 24,3% од резидентното население, додека во градот Скопје 22,8% од 20,04% во 2002 година. Додека Ахмети се фали, од левица критикуваат за фингиран попис под палката на ДУИ, најавија и кривични пријави. Левица не го признава овој попис, овој фингиран, апсолутно фингиран попис. Ние ќе бараме од позиција на власт значи да се изврши нов попис кој што ќе биде чиста статистичка операција и целиот овој случај значи ќе биде детално истражен, начинот на кој што биле фризирани, именувани резултатите, внесувани луѓе во бази, сето тоа ќе се истражи и ќе следуваат кривични пријави. Во податоците се сомневаат и од Алијанса за албанците. На прв поглед ги изразуваме нашите резерви во веродостојноста на овој процес, особено во два сегмента. Над 132.000 жители, граѓани, се импутирани и не попишани на терен, додека ние сметаме дека бројот од околу 260.000 граѓани кои што живеат надвор не соодветствува со реалноста и со публикуваните податоци досега од страна на меѓународните организации. Европската комисија пак го поздрави пописот, нарекувајќи го големо достигнување, а обновените податоци за населението според нив ќе бидат од суштинско значење за демографските и економските политики во земјава.